Министерството за култура и туризам за прв пат обезбедува повеќе средства од планираното во однос на ребалансот за буџет, како и дополнителни средства за К15 за локалните установи. Министерот за култура и туризам Зоран Љутков на денешната пресконференција истакна дека платите не биле предвидени во буџетот за 2024 година, но со ребалансот истите се обезбедени, а при тоа не се намалени програмските активности. Значи, ова е прв пат после 7 години во ребаланс на буџет да се обезбедат повеќе средства од планираното. Со 273 милиони денари го регулиравме долгот по основ на неисплатени плати согласно колективните договори на вработените во националните и во локалните установи и обезбедивме средства за регрес, односно К15 за локалните установи. Значи дека платите не биле предвидени во буџетот за 2024 година, со ребалансот ги обезбедивме платите, при тоа не ги намаливме програмските активности, што е многу важно. 7 години наназад со ребаланс на буџет се обезбедувале плати, но се кратело од програмските активности. Наменивме 6 милиони денари за осигурување на институциите. Јавната набавка е во тек. Ова го зборувам за ребалансот. Обезбедивме дополнителни 71 милион денари за програмски активности. Не само што не ги скративме средствата, туку обезбедивме и дополнителни. Со обезбедените вкупно 78 милиони денари за инфраструктурни проекти, ќе бидат одобрени проектите во повеќе општини во државата, меѓу кои општина Пехчево, истакна Љутков. Обезбедивме и 5,5 милиони денари за надминување на долгот, за намирување на долгот, за континуирано функционирање на библиотечно-информацијскиот систем КОБИС-МК во Националната универзитетска библиотека. Обезбедивме и 78 милиони денари за инфраструктурни проекти за локалните самоуправи. Спроведена е постапка за капитални дотации за општините за проекти од надлежност на Министерството за култура и туризам, преку која дополнително се обезбедени средства за 2024 година со ребалансот во износот 78 милиони денари. Со оваа постапка ќе бидат одобрени проекти во општините Гевгелија, Пехчево, Радовиш и Газибаба. Во согласно со ситуацијата, Министерството за култура и туризам интензивно работи и на законската регулатива и конкретно Законот за заштита на културното наследство. Во тек се и консултациите за потреба за подготовка на нов закон за заштита на авторското право и сродните права од причина што самиот закон е постојано променуван.